Кипар од 1 јануари ја презема палката за председавање со ЕУ. Мотото е автономна унија отворена кон светот, проширувањето меѓу приоритетите. По 14 години Кипар го презема ротирачкото председателство со Унијата, а во програмата од 52 страници представени се 5 приоритети или така наречени столбови. Автономија преку безбедност, одбранбена подготвеност, автономија преку конкурентност, потоа отвореност кон светот, автономна унија на вредности што не остава никого зад себе и долгорочен буџет за автономна унија. Во рамките на третиот приоритет стои и проширувањето на Европската унија. Проширувањето е за комплетирање на визијата, онаа што обединува Европа и го проширува просторот на мир, демократија, безбедност и стабилност. Проширувањето се покажа како една од најтрансформативните алатки на ЕУ, вклучително и во рамките на земјите кандидатки, одразувајќи ја нивната подготвеност за реформи и решавање на долгогодишните проблеми со своите соседи врз основа на европското право, вредности и принципи. Проширувањето во суштина представува стратешка инвестиција во еднината на Европа. Потребна Европа без поделби, порача кипарскиот председател Христодолидис пред неколку денови кога ги представи логото и мотото на Кипар. Изјави дека времето никого не чека и дека одолговлекувањето не е опција. Προσπάθειας από την Ουκρανία έως την Μολδαβία, από τα Δυτικά Βαλκάνια. Бидејќи автономијата не значи интровертност, во оваа рамка проширувањето е во срцето на овој потват, од Украина до Молдавија, од Западен Балкан до Турција. Проширувањето е најмокна геополитичка алатка на Европската унија. Како кипарско председателство, затоа решително ќе промовираме кредибилна агенда за проширување со цел постигнување конкретни, опипливи резултати, секогаш предмет на условеност што се применува за прашања поврзани со проширувањето. Христодолидис порача и дека Европската унија која е отворена кон светот е исто така унија која е способна брзо и ефикасно да реагира на кризни ситуации. Кипар ќе председава со Европската унија 6 месеци, а на крајот на јуни ротирачкото председателство ќе го преземе Ирска.